Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго што можеме повторно да видиме заедно и нашето заедништво. Всушност Библијата вели треба да биде со таткото и неговиот син Исус Христос. Затоа што тој не откупи и пред Бог таткот не направи цареви и свештеници. И не само тоа, туку преку верата во Христос, за да можеме да имаме живот вечен и да бидеме, се разбира, дел од Царството Божјо. Оваа емисија, почитувани, служи емисија која што ќе ве благослови и јас длабоко верувам дека Бог ја употребува за славата Негова. Служи со цел да го проповеде Евангелието, затоа што во Евангелието, во радосната вест е спасението Божјо кој нам ни е откриено, се разбира преку самиот Бог и преку неговиот син Исус Христос. Зборуваме исклучително за многу важна тема. Тема Бог не повикува и денес поблизу до Бог. Ќе го прочитаме текстот кој се наоѓа во Евангелието на Матеј, 11 глава. Ке читаме, се разбира, од 28 па се до 30 стих. И еве што ни вели словото на нашиот Господ и Спасител. Дојдете кај мене, сите вие кои сте изморени и нетоварени, со тешки бремени. Јас ке ве одморам, земете го мојот јарем на себе и дозволете ми да ве научам, бидејќи сум нежен и кроток по дух, и тогаш вашите души ќе се успокојат. Јаремот мој е лесен, како што е лесен и товарот што јас ви го давам, вели Христос. Поблизу до Бог. Дали постојат повеќе начини, повеќе опции како можеме да бидеме поблизу до Бог и како Бог може да биде дел од нашиот живот и ние да имаме, се разбира, заедништво. Кога ќе го читаме Словото Господово, ќе ги видиме сите Божи принципи, како во Стариот Завет, така во Новиот Завет. Бог во Стариот Завет им зборувал преку пророците како можат да бидат до Бог и Бог да биде до нив. Всушност, главното прашање било како тие да бидат до Бога, затоа што волјата Божја дон денес дека тој сака да биде со нас. Но дали ние сакаме? Бог не се менува, почитувани слушатели. Бог е ист. Еве што ни вели посланието до евреите, 13 глава, 8 стих. Вели Исус Христос е ист вечер и денес и за вечни векови. Значи тој останува ист непроменет. Тој не е како нас да се променуваме. Библијата вели дека тој не е човек, па да се предомислува, па да се променува. Бог е ист за секогаш, денес, утре и за секогаш Бог е ист и тој не се менува како што тоа го прават, се разбира, и луѓето. Бог во Стариот Завет многу често пати им зборувал за ова нешто, дека тој не е човек и дека тој не се менува, дека тој е Бог. И затоа во првата Божја заповед, која што Господ му ја дал на Божјиот народ, преку Божјиот слуга Мојсе им рекол: немој да имате други богови освен мене. Јас сум Господ, Бог ваш, кој ве изведи од куќата на робството. Се разбира, станува збор за Египет, затоа што евреите робуваа 430 години во Египет. Кога ќе го читаме Стариот Завет, ќе видиме дека во одредени периоди Бог се исклучувал од својот народ. Било молк. Имало и долги периоди, затоа што Божиот народ знаел да падне во многу тешки гревови, а особено да не го слуша гласот Божи. Иако Бог испраќал пророци меѓу нив, тие знаеле да не го слушаат гласот на Господа и да си направат свои лични богови.
Затоа сметам дека е многу важна оваа тема, поблизу до Бог. Како можеме да стигнеме до Бог? Библијата ни открива. Библијата е најсоодветната книга и затоа, почитувани слушатели, препорачувам скоро и во секоја емисија да се чита, да се чита Словото на нашиот Господ и Спасител, да се чита Библијата. Таа најдобро ќе ни открие преку инспирација на Духот Свети како можеме да стигнеме до Бог, како можеме да бидеме до Бог, како можеме да бидеме дел од Неговото царство. Библијата за сите овие прашања дава и одговори. Се надевам дека овие емисии служат за благослов за сите вас, со тоа што можеме да научиме како можеме да дојдеме до самиот Бог. Така да, ние зборувавме за многу работи, но исто така спомнавме дека клучната работа не е само да се верува во Бог, туку да се изрази покаяние внатрешно од искрено срце. Тоа е волјата Божја. Како можеме да стигнеме до Бог? Денеска луѓето прават многу различни ритуали, вклучувајќи ги сите тие обичаи и традиции, сметајќи дека на таков начин ќе се доближат до самиот Творец Господ Бог. Кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме дека, напротив, сите овие нешта можат да не оддалечат од нашиот небесен Татко. Затоа е многу важно да го читаме Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Тоа е Негово Слово. И таму Бог најдобро ќе ни открие како можеме ние да се приближиме до Господа. Видовме во Стариот Завет, гледаме и во Новиот Завет, ги гледаме сите тие чекори, сите тие скалела и принципи, како можеме да бидеме со Бог и да бидеме дел, се разбира, од Неговото царство. Затоа, убаво е да слушате оваа емисијата Гласот на вистината, и да проверите преку писмото дали ви е зборувана и изнесена на трпеза вистината, или сепак преку оваа емисија се зборува некои бабски приказни или некоја друга заблуда. Затоа внимавајте од што се храните. Тоа е многу битно и многу важно. Затоа најчесто пати препорачувам да се чита емисијата и да се проверува преку писмото. Ако некој од вас кој што ја слуша емисијата Гласот на вистината не поседува Нов Завет, Свето писмо, слободно нека не контактира и ние ќе му поделиме или ќе му доделиме Библија, која што верувам дека ќе биде од благослов на неговиот живот. Почитувани, како што кажав, зборуваме за исклучиво многу важна тема. И зборуваме како можеме да стигнеме до Бог, како можеме да бидеме блиску до нашиот Господ и Спасител. Знаете, многу нешта можат да не одвојат од Бога. Затоа и да не бидеме свесни. Кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме што е тоа што не одвојува од Бога, но што е тоа што не приближува до нашиот Господ и Спасител. Оно што не приближува до нашиот Господ и Спасител, само така можеме не само да бидеме дел од Неговото царство, едноставно да живееме по волјата Божја, онака како што и Господ сака. Видовме дека покајанието е многу клучна и многу важна работа за сите нас. Покајанието покрај верата е прв чекор кој не приближува до самиот Господ Бог. Покајанието е признавање на гревот и барање се прошка од самиот Господ Бог. Видовме дека Јован Крстител, па дури и Господ Исус Христос и апостолот Петар, првите нивни зборови упатени кон народот беа: покајте се приближи Царството Божјо. За да се биде дел од Неговото царство, се разбира, ова е клучен чекор. Покајанието е многу важен и клучен чекор за сите нас. Да се покаеме, да се одвратиме од нашите лоши патишта и од нашите гнасни дела. Затоа што нашите беззаконија не одвоја од нашиот Бог.
Затоа, преку Библијата, ние можеме да дојдеме до сознание како можеме да бидеме со Бога. Потоа видовме дека Бог сака внатрешно покаяние. И за тоа ни зборува и псалмистот Давид. Го видовме неговиот псалм, всушност 51 псалм кој го напишал Давид. Покајнички псалм. Како Давид жали за својот грев и го изнесува пред Господа својот грев, и не само тоа, тој бара прошка да му биде простено, затоа што Давид вели: во грев сум зачнат и во грев ме роди мајката моја. Видовме за градот Ниневија, која беше воѓата Божја. Видовме дека Господ сепак еден Божи човек, кој се викал Јона, го повикува и го испраќа во Ниневија, за да им проповеда покаяние, затоа што ако не се покајат дека ќе изумрат, се разбира, во нивните гребови и ќе се појави гневот Божи врз тој град. Кога ќе го читаме Стариот Завет, ќе видиме за два градишта кои се викаа Содом и Гомор. Во тие градишта имаше беззаконие и таму се појави гневот Божи. Библијата вели дека од небото падна суфурен огон и го изгори или ги изгори овие два градишта, а го поштеди животот на Лот и на неговите две ќерки. Затоа треба да бидеме внимателни да не го предизвикуваме Господа со нашите престапи, со нашите беззаконија, за да се појави гневот Божи и да делува врз нас и врз нашето семејство. Потоа, Библијата вели дека Бог ќе се смилува на покајничкото срце. Ако некој од нас застане во молитва и побара прошка за своите беззаконија, Библијата вели дека Бог ќе се смилува над него. Еве ќе отвориме во книгата на пророкот Исаија, 55 глава, и ќе го прочитаме 6 и 7 стих. И еве што ни вели Библијата. Барајте го Господа, додека може да го најдете, и викајте додека е близу. Нечестниот нека го остави патот свој и беззаконникот помислите свој, и нека се обрати кон Господа нашиот Бог. И тој ќе го помилува, зашто тој е многу милостив. Еве што Господ, еве што вели пророкот Исаија, да повикаме кон Господа и тој ќе се смилува над нас. Псалмистот Давид исто така зборува за милоста Божја. Целата Библија зборува за милоста Божја, дека Бог е милостив и дека Бог го љуби грешникот. Го сака човекот, но му го мрази гревот. Почитувани, Бог не го толерира гревот, ниту па го крие гревот. Библијата зборува дека Бог го изнесува гревот и вели дека платата за гревот е смртта. Но дарот Божи е животот вечен преку Исус Христос, нашиот Господ и Спасител. Затоа е многу важно пред Господа да го изнесиме нашиот грев искрено. И Бог ќе се смилува над нас. Ќе отвориме во книгата на пророкот Еремија, 29 глава, ќе го читаме 12 и 13 стих. И еве таму што ни вели Библијата. Па ќе го повикате и ќе дојде, ќе го замолите и ќе ве чуе. Ќе ме побарате и ќе ме најдете, ако ме побарате од се срце. Гледате, повторно како Господ им се открива преку устата на пророкот Иремија, дека Бог сака да го повикаме, да го побараме со искрено срце и со искрена душа и да го признаеме пред него гревот, и тој, се разбира, ќе се смилува над нас. Ќе отвориме во Повторени закони или 5-та книга на Мојсе,
4 глава и ќе го прочитаме 29 стих. И еве таму што ни е запишено. Но таму кога ќе го побарате Господа вашиот Бог, ќе го најдете, ако го побарате од се срце и со целата своја душа. Гледате, повторно Библијата ни зборува за овие многу клучни и важни работи. Да го побараме Бог од искајно срце, од искајна душа. И се разбира, тој ќе се смилува над сите нас. Во Мате 8 глава, поточно 5 глава, 8 стих, Библијата е многу јасна и гласна. Ќе го прочитаме уште овој стих и ќе застанеме тука. И вели, благословени се луѓето со чисто срце, зашто тие ќе го видаат Господа. Така да го побараме Господ со искајно срце, внатре од душата, како што тоа го направила Ана и многу други. И тој ќе се смилува и ќе не благослови. И Бог ќе ни прости во Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. И ќе продолжиме еден нов живот, се разбира, понатаму во заедништво со Таткото, Синот и Духот Свети. Имајте пријатна и благословена вечер. Се разбира, се слушаме до наредната емисијата насловена како Глас на вистината, со истата тема. Како до Бога, како поблизу до Господа. До тогаш, Господ со вас, имајте благословена седмица и Бог нека ве чува и Бог нека го чува вашето семејство. Пријатно.